Здраво, стрелци! Добродојдовте! Ова ќе бидат вашите месечни тарот предвидувања. Ова се пораките за месец март 2023. За вас, стрелците, нели? И ова се тие поважните и поголеми нешта за кои овде зборуваме и малку пообширно и малку во детали. Затоа се и подолги овие видеа, но доколку има некој од вас кои сакате да ги гледате и да ги следите тие кратките неделни тарот пораки, тоа може да го направите на Facebook. Ке пишете Gold Tarot МК, ке се појави страницата и таму ке ги најдете за сите знаци поединечно кратките неделни пораки кои се објавуваат скоро секоја недела. Овде пак, доколку ви се допаѓа сето ова што го правиме, лајкувајте, коментирајте, споделувајте, претплатете се, тоа ништо нема да ве чини, а нам навистина многу ни значи. И сега да видиме стрелците со што ќе се занимаваат во месец март. Па, драги стрелци, многу убава енергија, пред се морам да забележам за некој од вас, или пак за некој поле во вашиот живот, ова е многу убава енергија. Нешто во вашиот живот ќе се случува во март, многу големо и многу важно. Ова што се случува е нешто кое или долго години го посакувавте, или долго време се обидувавте да го освоите, или е нешто што го очекувавте целиот ваш живот да се случи. И ете го, се случува во март, доаѓа ваше, за вас е, во вашите раце, буквално. Ова го освоивте, ова не ви падна од небо, никој не ви го подари, ова буквално самите го освоивте. Овие нешта доаѓаат после или долга битка, или многу вложен труд, овие нешта доаѓаат само тогаш. И да, еве го дојде, се случува тука во вашиот живот. Но, за многу од вас ова, додека се обидувавте да го остварите, да ви се случи, додека се обидувавте, искористивте разни методи, меѓутоа ниеден не функционираше, затоа и не се случуваше. И сега за некој од вас може би овде вие бевте одлучни на се или ништо. Одлучивте, или ќе биде се, или ќе биде ништо. И настапивте со една многу оштра енергија. Оштра, може би, ако е нешто за да се искомуницира, вашиот речник беше остар, безкомпромисен пристап имавте и веќе не ви беше грижа дали ова или ќе се случи или воопшто нема да се случи и никогаш нема да го добиете во животот, веќе не ви беше грижа, настапивте вака. И токму тоа е и заслугата заради што го добивте ова, заради што ви се случува вашата одлучност и вашата безкомпромисност. Сега кога настапивте вие вака со вакваоштрина, ваков речник, ваков пристап, тоа не значи дека вие настапивте со незнаење, со вулгарност или со непромисленост. Не во никој случај овде во вашите зборови имаше и знаење, и почит, и способност, меѓутоа немаше емоции и не ви беше грижа веќе што ќе постигнете со ова. Еднаш знаевте дека треба да заврши. Еве го, се случи конечно. Ова е една неверојатна среќа, неверојатна победа, неверојатен успех во вашиот живот. И што се случува сега? Што понатаму? Прво, да ве подсетам, може да биде се во вашиот живот, за било кое поле. Значи, јас зборувам преку метафора. Вие знаете за што се работи. За некои нешта вас е нешта од домот, од семејството, децата, кариерата, вашиот личен, интимен живот, љубовта. Се може да станува збор. Тоа вие знаете. И сега откако се случи, што понатаму? Сега вас нешто ве плаши и ве вознемирува. Не ви дава она целосно и потполно да уживате и да го гледате како што го гледаат другите.
Не дека не уживате, во некој случај вие уживате и тоа како во ова. Меѓутоа, некаде во вас длабоко се појавува она чувство на немир и до некаде страв. Што понатаму? Затоа што вие целиот овој живот, целото ова време, додека го освојувавте, додека го добивавте ова, додека сакавте да се случи, вие не размислувавте на тоа што после вам мислите и целта ви беше само да го освоите, да го добиете и да се случи. Никогаш не помисливте дека кога ќе се случи треба со тоа нешто да се прави. И тоа ве плаши. Некој од вас ве плаши затоа што ова доаѓа со таква една силна енергија, со таква една... Ова предизвикува многу внимание прво кај другите и ова доаѓа со една таква помпезност, како на начин на кој не можете нити да го скриете, нити да го заштитите од другите луѓе. Не дека треба да го заштитувате, туку да го заштитите од коментарите на другите луѓе, од погледите на другите луѓе. Не можете да го заштитите, ова е такво, ова предизвикува внимание. И другите од страна гледаат што се случува и па може има и завист, меѓутоа ништо од тоа вас нити ќе ве допре, нити ќе влие врз вас никако, меѓутоа другите мислат па имате среќа, па се вас ви се остварува. Не е важно, не знаат како го добивте и не е важно на крајот на криштата, а тие вашите блиските, тие што се учесници во сето ова, тие сакаат само да слават, само да се радуваат во сето ова заедно со вас. Тие уживаат апсолутно во сето ова. Но, кажав, вас ве вознемирува тоа што понатаму, зашто ова што сега го имате е само една основа. Основа врз која треба да се гради најпрво конструкција, а потоа се останат. Значи се може да биде, може за некој да биде дом, куќа, за некој што може да се гради, може и брак да се гради, дом, семејство, се може да биде, работа, нова работа, кариера. И сега како понатаму? Не дека вие не знаете, тоа во никој случај, меѓутоа можеби немате некој од вас па и насоки. Немате насоки, може самите вие треба ова на свој ваш уникатен начин да го направите. Не можете да погледнете од другите, затоа што или нема други примери, или пак другите си се други, не се ваши. Од вас се бара и се очекува вие на ваш начин ова да го направите, да го стварите. За некој морам да забележам и нешто можеби поврзано и со многу моќ, многу сила и до некаде опасност. Можеби на момент некогаш месецов ќе си помислите дека си играте можеби со оган. Не си играте со оган, вие сте оган, вие можете сето ова да го остварите, освоите. Она што треба е да седнете и сега да размислите чекор по чекор како се тоа да се изгради, на ова основа да се изгради тоа што треба да се изгради. И сега, ако ви треба вас помош, насока, идеја како да настапите, треба да настапите онака како што тоа го бара од вас вашата личност, вашето битие, вие самите. Ова сте вие, ова е императорот, и ова го имате вие во вас, затоа и вака и треба да настапите. Ако го немате, тогаш ќе научите, а ова е ситуација каде нештата треба да се изградат и врз темелите треба да се изгради една здрава основа, која е поврзана со сите регуларности, ако е нешто со законот поврзано, треба да ги следи сите правила и прописи, сите регуларности. Ако е во се друго, тогаш треба да се настапи сооштрина, знаење, моќ и цврста рака. Значи нема овде многу нежности, што не значи дека нема љубов или убава позитивна енергија. Има, меѓутоа овде треба да се настапи со моќ. И тоа е тоа за некои од вас стрелците. А некои од вас стрелците пак, периодов, вие настапуваат некакви промени. Сега промени, дали настапуваат лично кај вас,
или пак во вашиот дом кај вашите деца некакви промени настапуваат. Меѓутоа некој не е среќен со овие промени, некој е разочаран од овие промени, сега може би децата треба да се заминат или пак ако се заминат треба да дојдат да живеат со вас заедно во вашиот дом. А ако е пак за вас, тогаш овие промени од вас бараат вие да бидете сега многу посериозни, вие да заборавите на детето во вас и да почнете да настапувате зрело, сериозно, што и воопшто не ви се допаѓа. Вие не можете без тоа детето во вас, вие не можете без таа детинаста енергија. Не сакате се да биде пропратено со смеја, радост, нежна една енергија. Не сакате каде што не можете да се изразите максимално онака како што вие сте, она што вие всушност сте. Меѓутоа тоа периодов е таков, од вас ќе се бара многу зрелост и треба да заборавите малку на тие детинести аспекти од вашиот карактер. Тоа е за некои. А некои други стрелци пак, вие ќе бидете наведени да тргнете по погрешен пат. Сега може сте вие, може некој ваш многу близок и значаен, но вие ако сте, вие ќе бидете наведени да направите некаква грешка. Сега вие сте наведени да направите нешто, вие не знаете дека ќе биде грешка, меѓутоа ќе биде грешка. Ако ја направите, ќе биде грешка и тоа каква? И она што сакам сега да ви го кажам овде е дека ако постои некој во вашиот живот кој ве присилува да направите нешто, ако постои некој кој ве чува под притисок за да направите вие нешто, да речете нешто, да кажете нешто, да направите некому нешто, да отидете некаде, што и да е. Немојте никако да го правите тоа ако во вас нешто вели дека не треба. Ако вели дека треба, направете го, тоа е тој пат кој треба да годите. Меѓутоа, ако во вас нешто вели дека не треба, немојте, значи никако немојте. Ова ќе биде голема грешка, верувајте. Ова ќе ве не е грешка како некоја мала грешка, пак ајде ја направив, нема врска, ќе помине. Нема да помине многу долго кај вас. Кај другите ќе помине, не им е грижа, зашто тие нема да го доживеат вака како што ќе го доживеете вие. Олку емотивно ова како болка ќе ви остане, верувајте. Значи ако во некој ве притиска нешто да направите, не го очекуват постојано ве држи под притисок нешто да направите, не го правете доколку не го сакате. И толку. Крај, нема ништо тука. Сега тоа беше за некои и уште една порака, ова е за некои други стрелци. Вие преку вашиот партнер или партнерка, или преку некој во љубовта, или преку некое нешто што се работело и правило со љубов, вие ќе добиете нешто. Ова е можеби судски, можеби легално, можеби пак од нигде никаде доаѓа, ќе дојдете, ќе разберете, ќе дознаете дека доаѓаат некои пари, финансии или па помош, поддршка е за некоја работа која треба да ја направите, меѓутоа ова доаѓа преку партнерот или партнерката. И, драги стрелци, тоа е тоа за сега. Јас се надевам уживавте, се надевам ќе најдете нешто што ќе ви биде од корист. А до следното видео, чао!